Поддршка за францускиот предлог неусловена. Албанскиот јазик ќе мора да влезе во македонскиот устав за албанските партии да го прифатат предлогот на Макрон. Не станува збор за прифаќање или не, туку за продолжување по европскиот пат или не, истакна лидерот на Алијанса за албанците Зијадин Села по средбата со премиерот Ковачевски пред да ги испорача своите услови. И се надевам дека конечно не сваќаат и нас, сега после 20 години или повеќе, 30 години, како се чувствуваат албанците кога за албанскиот јазик во држава не дека нема албански јазик со фуснота, него дефиницијата за албанскиот јазик е куп зборови и само зборот албански не постои. И во ваква ситуација, кога ќе се отварат уставните измени, треба да се има предвид и од ова дефиниција да се помине на тоа што и е реалност и секогаш била реалност во овие средини, во Македонија, а тоа е во уставот да стои албански јазик, а не ваква дефиниција. Запрашан за тоа дали неговата партија ќе се приклучи кон власта ако помалите коалициони партнери останат на зборот и ја напуштат владата, Села категоричен, вели Алијанса за албанците нема да биде резервна варијанта за потребите на оваа или на некоја друга власт. И од партијата Беса го прифатија францускиот предлог, но под истите услови. Кога веќе мора да се отвори уставот и тие имаат идеи за тоа што плюс би пишувало таму. Бидејќи францускиот предлог сам по себе подразбира уставни промени, ние за да покажеме политичка конзистентност од последното отворање на уставот, ќе побараме терминологијата јазик што го зборуваат повеќе од 20% од населението да се коригира во уставот и да се замени со терминот албански јазик. Во процесот на широки консултации, како што тоа го нарекува премиерот Ковачевски, тој во клубот на пратеници го чекаше лидерот на Алијанса за албанците безмалку 20 минути да дојде на средбата, пошто овој пат премиерот не се појави пред медиумите.